Добродојдовте во Урбаните вести. Ова се насловите за денеска. Смилевски, граѓанските здруженија се важна алка за зачувување на животната средина. Со цвеќе и зеленило се уредува Скопје, но се зголемува и појавата на искорнати и украдени цвеќиња. Хаварисаните возила проблем во автокоманда, од општината велат дека опоменуваат и отстрануваат. Визер Скопски маратон на 4 мај во Скопје. На петиот ден од одбележувањето на Денот на екологијата во општина Бутел, учениците од повеќе училишта работеа на тема за глобалното граѓанско движење и еколошките здруженија. Според градоначалникот Велимир Смилевски, граѓанските здруженија се важна алка во севкупното работење на институциите за зачувување на животната средина. Во општина Бутел денеска се одржа петтиот ден од одбележувањето на Денот на екологијата. Учениците од повеќе училишта во паркот пред општината одбележувањето го почнаа со културно-уметничка програма на која настапија ученици од основните училишта во општината и детската градинка 11 октомври. Денешната тема на учениците беа граѓанските еколошки здруженија на територија на општина Бутел со наслов Глобално граѓанско движење. Учесници беа граѓанските еколошки здруженија Екологик, Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина Go Green, Сунелиус и Здруженијето за екологија Цепросарт. На денешното одбележување градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски истакна дека граѓанските здруженија се важна алка во севкупното делување на институциите за зачувување на животната средина. Тие се мотиватори, иницијатори, организатори, критичари и чувари на зелената и чистата околина во која живееме и функционираме. Со ова докажуваме дека општина Бутел е еколошка општина, каде што во изминатата година дена потрошивме многу енергија околу чистење на депониите и околу чистење на нашата општина. Нема да застанеме тука, наредниот период ќе имаме уште поголеми активности, каде што ќе биде сето тоа добро за граѓаните. Во изминатиот период насадивме повеќе од 100 дрвца, да кажам дрва, за да ги разбуди свеста на останатите граѓани во општина. Градоначалникот Смилевски додаде дека до завршување на целата манифестација остануваат уште 4 манифестации пред финалната во сабота. За време на одбележувањата учествуваат учениците и дечињата од градинките, учество ќе земат и родителите, односно граѓаните на општина Бутел, а ќе бидат обезбедени и соодветни експерти за конкретните теми што ќе се обработуваат. На крајот ќе бидат наградени трите најуспешни тимови. Најдобриот екострип ќе се доделуваат пофалници, благодарници и планинарски ранци. На 129.000 метри квадратни низ Скопје се реконструира постојното и се подигнува ново зеленило. На неколку локации се градат нови паркови, а после многу време ќе биде реконструиран и вториот дел од градскиот парк. На жардинерите и покрај булеварите редовно се засадуваат цвеќиња, кои често се мета на несовесни граѓани кои ги курнат и ги крадат засадените цвеќиња. Директорот на паркови и зеленило вели дека не можат да постават чувари за секоја површина, а тоа ќе им служи на чест на оние кои го прават тоа. Во Скопје се обновува и заштитува постојното и се подигнува ново зеленило. За една година се реконструирани 129.000 квадратни метри, а се засадени над 8.000 високо квалитетни садници на повеќе локации во градот. Градските власти велат дека акцент бил ставен на засадување нови дрвореди и обновување на постојните, а од оваа година Скопје е побогат и за неколку нови паркови. Екипите на град Скопје работат на хортикултурно уредување на зелен плоштад на булеварот Гоце Делчев на просторот зад Филхармонија. Со зеленило ќе се уреди и дворот на Министерството за култура. На просторот кај последна постојка на автобусот со број 41 во Драчево, на местото каде што неодамно имаше дива депонија, никна нов парк. Финскиот парк во населбата Ченто е реконструиран и хортикултурно уреден на површина од околу 13.000 квадратни метри. Во паркот е подигнат нов тревник и е поставена хидрантска мрежа со прскалки, шахти и хидранти, а уреден е и паркот до градешниот факултет на булеварот Партизански одреди.
Минатиот месец градските власти најавија дека градскиот трговски центар ќе добие зелен покрив. Постојниот покрив, кој сега е речиси неискористен, ќе стане атрактивен простор со зелена површина за одмор, рекреација и културно-забавен живот. По реакциите во јавноста околу изградбата на зелениот покрив на ГТЦ, реакциите на архитектите дека немало конкурс за идејно решение за зелената градина на ГТЦ и дека според постојниот проект има многу бетон, градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов најави корекција на проектот во која ќе се вклучат Сдруженијето на архитекти на Македонија и Архитектонскиот факултет. По 70 години целосно ќе се уреди вториот дел на градскиот парк од хотелот Александар Палас до Луна паркот. Годинава е предвидено да се засадат нови 12.000 садници. Ова неодамна го најави директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Адријан Муџа, кој за Прва Скопска рече дека покрај ова имаат и 43 нови проекти за уредување на јавните површини со зеленило и цвеќиња, но и несовесните граѓани треба да ги чуваат уредените површини, а не како што често се случува да се крадат цвеќињата што се посадени во жардиниерите и покрај булеварите. Како што каже директорот на Паркови и зеленило, се зачестува појавата на откорнати и украдени цвеќиња, но тие не може да сторат ништо во врска со тоа. Работиме на неколку проекти моментално. Само да напоменам дека оваа година има направено веќе изготвени 43 нови проекти, значи за реконструкција и подигање на нови зелени површини, како и отпочнување на проектот за реконструкција на цел втор дел на градскиот парк. Да, се почестија тие работите со крадењето на цвеќето, особено во градот Скопје. Ние не можеме да ги чуваме, значи не можеме да обезбедиме чувашка служба 24 часа да чување на цвеќето и зелената површина. Ако на вистина сака да го уништа тоа убаво што се прави во градот, нека им служи на чест. Ние не знаеме што друго да правиме. Во јануари годинава град Скопје и UNDP го презентираа проектот за зелен катастар на јавните зелени површини во градот, чија основна цел е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило и собирање и анализа на податоци за зеленилото. До сега се попишани 65.844 дрвја и 28.395 грмушки во парковското и во булеварското зеленило. Во рамките на проектните активности е реализирана првата фаза што опфати геодетско снимање на 650 хектари површини на јавно зеленило, изработка на веб апликација за управување со јавното зеленило и мобилна апликација за попис на дрвја и грмушки на терен. Граѓани од населбата Автокоманда се револтирани од проблемот со хаварисани возила на паркинзите кои го зафаќаат паркинг просторот. Од општина Газибаба за Прва Скопска велат дека се запознаени со проблемот и веќе се изречени опомени до собствениците. Дел од нив докажале дека возилото е во возна состојба, а останатите се отстрануваат. На старите и хаварисани возила местото им е во отпат или во гаража, а не на паркинг каде што зафаќаат место и оневозможуваат да се паркираат возила и покрај проблемот со немање доволен број паркинг места. Реагираат жителите на Автокоманда кои за овој проблем неколку пати се обратија до Прва Скопска. Тие велат дека пријавено и во општината и во ПАЈАК службата, но од ПАЈАК службата им посочиле дека надлежноста за отстранување на хаварисаните возила е на општините и за нивно отстранување од јавните површини се грижат општинските комунални инспектори. Пред неколку месеци, кога побаравме одговори од општина Газибаба за тоа кои се плановите на општината за хаварисаните возила, ни одговорија дека општината е запознаена со проблемот со хаварисани возила на јавните површини. И токму затоа, надлежни комунални инспектори излегле на терен и на собствениците на возилата кои не се во возна состојба им изрекоа опомена за да ги отстранат во одреден рок. А доколку и понатаму хаварисаните возила не бидат дислоцирани, инспекторите ќе постапуваат согласно законските мерки. Но според жителите и она што успеа да го забележи нашата камера, сликата на терен и не е толку променета. Жителите на Автокоманда реагираат дека после доставените опомени и залепени налепници за собствениците да си ги отстранат возилата, собствениците само си ги одлепиле налепниците и возилата си стојат на паркинзите. Од општина Газибаба вела дека луѓето кои ги отстраниле лепенките докажале дека возилото е во возна состојба, а останатите се отстранети. На 4 мај во Скопје ќе се одржи 15-тото издание на Визер Скопски маратон.
Заинтересираните кои ќе се пријават до 31 март во стартниот пакет покрај името испишано на стартниот број ќе добијат и мајца, а сите учесници ќе добијат 20 евра вредносен ваучер од Визер. Визер Скопскиот маратон ќе се одржи на 4 мај во Скопје, под покровителство на град Скопје, делегацијата на Европската унија и Агенцијата за млади и спорт. Заинтересираните за учество во маратонот може да се пријават на официјалната веб страна на skopskimaraton.com.mk или кај партнерот за онлайн регистрација www.smartrace.club. Во врска со 15-тото јубилејно издание, тимот на Визер Скопски маратон, Сојузот на спортови на град Скопје информира дека штафетниот маратон ќе биде со име Штафетен маратон ЕУ за спорт под покровителство на Европската унија. Ќе бидат организирани бесплатни групни тренинзи, што ќе ги водат познати атлетичари Сашо Даневски, Кокан Ајановски и Весна Кираџиева. Сите заинтересирани кои сакаат да добијат мајца во стартниот пакет ќе мора да се пријават најдоцна до 31 март, а после овој датум не следува мајца во стартниот пакет. Истиот датум е краен рок и за оние што сакаат нивното име да им биде испишано на стартниот број. Традиционално, како и минатите години, сите учесници ќе добијат 20 евра вредносен ваучер од Визер. Од Сојузот на спортови наведуваат дека изминатиот викенд патеката била измерена, со што Визер Скопскиот маратон го обновува постоечкиот сертификат за точноста на патеката и истата ги исполнува сите стандарди за исполнување на норми за учество на олимписки норми и светски првенства. Двојно намален бројот на заболени од туберкулоза. Рашковски, новото име на фасадата на владата по изборите. Околу 8,8 милиони луѓе годишно умираат поради лошиот квалитет на воздухот. Најголемиот туристички центар во земјава нема плажа адаптирана за инвалиди. Под мотото време е за акција за крај на туберкулозата. Денеска се одбележува Светскиот ден на туберкулозата. Нашата држава спаѓа во земјите со ниска стапка на туберкулоза, а двојно е намален бројот на заболени. Од 560 пациенти во 2007 година на 217 во 2018 година. Годишно се откриваат од 10 до 12 деца болни од туберкулоза. Под мотото време е за акција за крај на туберкулозата. Денеска се одбележува Светскиот ден на туберкулозата. Бројот на заболени од туберкулоза во државава континуирано опаѓа. Од 560 регистрирани пациенти во 2007 година на 217 во 2018 година. Предвидени се 25 милиони денари, пред се за спроведување на превентивните програми, идентификување на ризични групи и рана детекција на туберкулоза. Ова денеска го истакна министерот за здравство Венко Филипче по повод одбележувањето на Светскиот ден за борба против туберкулозата, што е одлична можност да се подигне свеста и да се укаже на превенција и контрола на оваа болест. Стапката на откриени случаи со туберкулоза во државата изнесува 10,5 на 100.000 жители. Се бележи благо зголемување на смртните случаи во 2017 година, кога тој број изнесуваше 13, а во 2016 година имало 7 смртни случаи. Станува збор за болест на помладата популација. Годишно се откриваат од 10 до 12 деца болни од туберкулоза. Доминираат случаи со белодробна форма на туберкулоза, која е заразна и се шири во околината, но со 23% се застапени и вон белодробните форми на туберкулоза. Туберкулозата успешно се лекува. Има бесплатни лекови. Сите пациенти ги добиваат бесплатно и успехот на лекување достигнува до 88%. Во однос на ризичните популации се спомнуваат ХИВ инфицираните, лицата кои престојуваат во казнено-поправните установи и психијатриските болници. Од 2007 до 2017 година беа регистрирани само 4 случаи меѓу болните од туберкулоза со ХИВ инфекција. Сепак и покрај достапната терапија, методи на рано откривање, диагноза и третман, во одредени делови во светот има континуирана епидемија.
Нашата држава спаѓа во земјите со ниска стапка на ХИВ и туберкулоза. Во 2018 година е донесена 4-годишна стратегија која се заснова на целите за одржлив развој на Обединетите нации, но и глобална стратегија на Светската здравствена организација, која значи целосно искоренување на туберкулозата до 2030 година. Новите букви на фасадата на владата со новото име Влада на Република Северна Македонија, кои треба да ги заменат буквите кои се отстранија по стапувањето на сила на договорот од Преспа, ќе биде извршено по изборите. Поставувањето на новото име на фасадата на владата ќе биде извршено по изборите, изјави денеска генералниот секретар на владата Драги Рашковски, одговарајќи на новинарско прашање. Тоа е процедура што налага тендерски постапки и можете да очекувате тоа да се случи по завршување на изборите. Согласно тоа дека за време на избори тендерски постапки што не се во годишниот план за јавни набавки не може да се спроведуваат, рече Рашковски. Постапувањето во сила на договорот од Преспа од фасадата на владата беа отстранети буквите Влада на Република Македонија, а на новото место треба да дојде новиот назив Влада на Република Северна Македонија. Секоја година се повеќе луѓе во Европа умираат како последица на загаден воздух, дури и повеќе отколку од пушењето. Според едно истражување, загадувањето на воздухот двојно ја зголемува стапката на смртност. На глобално ниво, околу 8,8 милиони луѓе годишно умираат поради лошиот квалитет на воздухот. Скопје и сега мака мачи со загадување на воздухот. Вчера вечер, индексот за квалитет на воздухот на апликацијата Мој воздух покажувал високи измерени вредности. Повторно загадување во Скопје. Ова го покажуваат резултатите од апликацијата Мој воздух, на која вчера вечер во Карпош индексот за квалитет на воздух покажувал измерени вредности 129 од дозволени 100. Инаку индексот за квалитет на воздухот е мерка која прави сума на сите измерени вредности од сензорите на една станица, прикажувајќи ја загаденоста на европската скала од 0 до 100. Мерката под 25 означува многу ниска загаденост, под 50 ниска, под 75 средна, под 100 висока и над 100 екстремно висока. Граѓаните на Карпош и преку социјалните мрежи вчера се запрашуваа што ли се случува во нивната општина, бидејќи многу мирисало во ноќните часови. Градот Скопје постојано апелира до граѓаните да не ги користат возилата без потреба, да се користи јавниот превоз, за затоплување на домовите во зимскиот период да не се користат отпадни материјали, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, пет амбалажа, гуми и каков било синтетички материјал, а печките на дрва да се користат и одржуваат според упатствата на производителот. Министерството за животна средина објави телефонски броеви за секоја општина, пријави загадувач, но загадувањето и натаму продолжува во големи размери. Секоја година се повеќе луѓе во Европа умираат како последица на загаден воздух, дури и повеќе отколку од пушењето. Според едно истражување, загадувањето на воздухот двојно ја зголемува стапката на смртност. Научниците заклучиле дека секоја година 790.000 европејци умираат од загадување на воздухот. На глобално ниво, околу 8,8 милиони луѓе умираат поради лошиот квалитет на воздухот. Во исто време, според проценките на Светската здравствена организација, смртноста од пушењето е 7,2 милиони луѓе годишно. 40 до 80% од смртните случаи се предизвикани од кардиоваскуларни болести. Експертите велат дека загадувањето на воздухот исто така го намалува вкупниот животен век. Голема смртност како последица на загадувањето на воздухот е забележана во земјите од Источна Европа. Во Охрид, најголемиот туристички центар во државава се уште нема адаптирана плажа за инвалидизирани лица. Избрана е локација, изработен е проект, но се чека на надлежните министерства и локалната самоуправа конечно да го реализираат. Повеќе од една деценија Сдруженијето Мобилност чека плажа за телесни инвалиди. Не се потребни стотици илјади евра за да се адаптира плажа на брегот на Охридското езеро за лицата со телесна попреченост под теркот на високо развиените земји. Избрана е и локација во близина на градот, веднаш после подвижниот мост кај каналот Студенчишта. Изработен е и проект, останува надежта дека надлежните министерства и локалната самоуправа конечно ќе го прифатат и реализираат.
Ние имаме еден проект за пристапност и достапност на плажите за инвалидизирани лица. Чак во тој проект имаме и предвидено место своевремено каде да биде таа плажа за користење на инвалидите и не само на охридските инвалиди. Тука се работи за инвалидите од Македонија, бидејќи ние во Охрид имаме 13 апартмани како мобилност Македонија, каде низ тие апартмани во летниот период престојуваат некаде околу преку 600.000 инвалидизирани лица со придружници, многу од нив. Значи, да се изработи таа плажа, тоа не значи дека би бил некој голем издаток. Специјалната адаптирана плажа за инвалидизирани лица ќе придонесе за зголемување на бројот на туристи и од странство. Тука се работи за понудата на нашиот туристички Охрид за инвалидите од целиот свет, каде на мапата, на светската мапа на понудата од охридските плажи би постоело дека постои и таква плажа адаптибилна за телесните инвалиди со пристапност и достапност и услугите наравно околу таа плажа и наравно дека човек од секаде од Шведска или не знам тамо од кои земји од светот, од Америка, Австралија или од било каде, би дошол тука, би летувал без некој страв дека нема можност да ги користи плажите и Охридското езеро како и другите лица. Тука не се работи само за пристапноста и достапноста, влезот и излезот од езерото. Тука се работи за еден поголем комплекс каде што инвалидот би ја добил комплетната туристичка понуда. Инвалидите секојдневно се соочуваат со безброј бариери, нема пристапни рампи по охридските улици, ниту во институциите. Ние сме прифатени како инвалиди од околината, од луѓето околу нас. И другиот проблем што денес и денес се градат објекти и се преадаптираат или градат наново, пак без некои стандарди за пристапноста и достапноста за инвалидите, во смисло на спуштени тротоари, на рампи за пристап, на ракохвати или гелендери, ето, популарно речено, каде што инвалидите треба да дојдат до некоја институција. На плажата треба да бидат поставени специјални гелендери за кои инвалидизираното лице ќе може да се држи при влегувањето во вода. Треба да има и други помагала, меѓу кои задолжително санитарен чвор за инвалиди со облекувални и лежалки покриени со платно. Добрите познавачи велат не е голема инвестиција, а ќе ја збогати туристичката понуда на градот Охрид. Под влијание на значително постудена воздушна маса, од утре до четврток ќе има зголемена облачност во западните и јужни делови со слаби локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Управата за хидрометеоролошки работи најави дека ќе дува умерен до засилен северен ветер, а дневната температура ќе се намали за околу 10 степени во однос на денешната. Од петок утринските температури наместа ќе се спуштат и под нулата, а дневните ќе бидат во пораст. Во Скопје утре температурата ќе достигне 16 степени. В среда ќе се движи од 0 до 14, четврток од 2 до 14 и петок од 2 до 13 степени. И уште една информација за крај. Во пресред на празникот на шегата 1 април, во зоолошката градина во Скопје в недела ќе се одржи детски маскенбал со почеток во 12 часот. Забавата ќе почне со едукативна еколошка детска представа Зеленковци, а потоа ќе има парада на маски и подароци за секое маскирано дете. Најдобрите маски ќе бидат наградени, а влезот за маскенбалот е 50 денари или редовна цена за влез во зоолошката. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. Јас ви благодарам на вниманието, а повеќе информации може да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Пријатно!